Експресно со механизација, општината денеска го расчистува овој куп ѓубре, остаток од урнатите 400-летни куќи во Новосело. Новоселци се пожалија, а телевизија Стар неодамна објави за потенцијалната опасност по нивното здравје од наездата од глувци, чие скровиште беа токму овие урнатини. Денеска сме овде на барање на граѓаните, но и на овој ден кој што е важен за сите, да покажеме дека проактивно учествуваме во делот на чистење, да дојдеме до поздрава и почиста животна средина пред се за граѓаните кои што живеат овде, бидејќи ова беше руина која што беше извор на заразни болести. Гледајќи како надлежните ја отстрануваат опасноста од зарази и појава на глодарите, новоселци не ја пропуштија можноста да го искоментираат потегот на општинарите по објавениот прилог во вестите на телевизија Стар. Супер е ваа работа, како не убаво. Доста да се порамне тука ширината да има и коли кај да статите, па нема, многу убаво е тоа. Со години поред, граѓаните од најстарото градско јадро се соочуваат со наезда од глувци, чии прибежиште беа токму овие урнатини. Лекарите апелираа и на потенцијалната опасност од појава на тешки зарази, чии главни предизвикувачи се токму глодарите. Еден од вирусите е хантан вирусот, кој што се пренесува преку мокрачета. Значи, може на раците со додир на предмети или ако идеме во природа, ако се седи на трева кај што поминале глувци, ако не ги измиеме раците или храната, ако е полазат храната, може да се внесе хантан вирусот во организмот и да предизвика крварење. Представници од општината во содејство со училиштата, Црвениот крст, еколозите и јавното предпријатие ИСАР од утрово го расчистуваа просторот и околу зградата на поштата кај градскиот стадион. Чест и задоволство ни е ова година да бидеме дел од националниот ден на чистење. Сметам дека ова е многу важен пример за стекнување на еколошка култура, како на учениците, така и на населението. За нас ова чистење означува да дадеме пример на помладите, да одржуваат животната средина чиста, да живееме во чиста животна средина и нашата околина да биде средена и уредна. Акцијата се реализира во рамките на одбележувањето на Светскиот ден за отстранување на отпадот.